се наоѓам во јавното предпријатие Водовод и канализација. Веќе ги најавивме темите, главната тема. Ке разговарам со Зоран Недевски, директор на секторот за наплата. Добро утро. Добро утро и од мене. Некако најавивме, ајде прво едно прашање генерално, како се справува, не мора тоа да значи во однос на вчерашниот ден, еве и денеска во мали количества е задржан снегот, како се справува водовод и канализација во зимски услови во однос на одржувањето на водоводната мрежа? Дали е тоа еден нормален тек? Видете, јавното предпријатие постои ни за години наназад, не е почеток ова и денеска прв пат да се случуваат вакви работи, како летниот период, како есенскиот, пролетниот, така и зимскиот период. Нашите екипи и нашите вработени се постојано на терен и подготвени за интервенции. Согласно законските нормативи, знаеме дека ова предпријатие постои за одржување на уличната инфраструктура во најдобра кондиција со цел задоволување на квалитетни услуги на граѓаните на градот Скопје. Кога има голем пат на температурата, -5, -10, има појава и во домаќинствата, пукање на цевки, и кој е основно правило и апел до граѓаните како да се однесуваат на висина да не се случуваат тие појави? Видете, факт е дека ниските температури се многу голем причинител за настанување на дефекти на водоводната инсталација која што се наоѓа после водомерот. Со цел заштита, делум на некоја заштита да направат граѓаните, односно корисниците на нашите услуги, пожелно е пред почнување на зимскиот период, значи да сите овие проточни места кои што се изложени на надворешни влијанија и кои што можат да направат значителни дефекти кои што значително утре ќе се манифестираат со финансиски загуби за корисниците, да ги обезбедат, односно да извршат исклучување нивно, тоа е најдоброто обезбедување, или евентуално заштита со некоја си изолација. Сега барем живееме во век кога изолацијата е на максимално високо ниво, можат да ги употребат сите расположливи изолациони средства да сето тоа се заштити, да не дојде до некои големи оштетувања, кои што, како што реков, можат да предизвикаат значителен финансиски, од финансиски аспект, значителна штета за корисникот. Вчерашниот ден некако сите јавни предпријатија беа на терен. Во однос на вашето предпријатие имавте ли некои проблеми с големини дефекти, како измина? Не, во континуитет беше, меѓутоа бевме присутни на терен, беа посебно нашите екипи од секторот канализација, со цел обезбедување на самите сливници, да може водата да истекува откако ќе се растопи снегот. Значи бевме присутни на терен и се уште сме присутни на терен. Така. Споменавте во одговорот кога ве прашав за на минусни температури во однос на цевките и водомерите. Значи ли тоа дека можно е на минусни температури нешто да се случи со нив во овие зимски услови, или тоа е нешто што си... Да, секако видите, постојат стандарди кои што се пропишани и доколку не се почитуваат тие стандарди, можно е настанување на дефекти. Затоа, значи, велиме дека ова предпријатие има пропишани некои процедури и стандарди кои што треба да се следат. Приклучните цевки, водомерните шахти, значи, треба да бидат на определена длабочина, на минимум 80 сантиметри, кога ќе биде водоводната инсталација, и водомерната шахта кога ќе биде длабока 1 метар, значи не би требало вакви зимски, значи ниски температури да предизвикаат некои значајни оштетувања. Меѓутоа, факт е дека доаѓа до вакви оштетувања и ние како давател на услуга вршиме промена на водомерот. Доколку настане, значи, оштетување на водомерот, промената ја врши јавното предпријатие Водовод канализација со наплата од корисникот. Доколку настане оштетување на водоводната инсталација која што се наоѓа после водомерот, значи истата е на корисникот и истата корисникот е должен да си ја сервисира и одржува во исправна состојба. Постојан, можам да кажам, проблем на јавното предпријатие Водовод и канализација, вашите должници во континуитет некако им помагате. Можно ли е, барем за оние што навистина имаат повисока сума на долг,
да биде отплаќањето на рати? Каква е процедурата? Знам дека наназад имате понекогаш и кампањи за буквално да плаќаат без камата. Каква е сега состојбата? Сепак и вие знаете, а и корисниците знаат дека ова предпријатие постои за нив, за корисниците. Ние работиме во интерес на нашите корисници, на граѓаните на град Скопје. Во претходниот интервал, значи, телефонски беа исконтактирани должниците со електронски опомени на врата буквално во секој дом и на сите им беше понудена отплата на рати. Ова предпријатие работи во интерес, како што реков, на корисниците. Должниците кон јавно предпријатие Водовод и канализација, значи својот долг можат да го сервисираат на неколку месечни рати во зависност од висината на долгот. Значи ова се однесува и за физичките и за правните лица. Физичките лица можат својот долг да го отплатат на 48 месечни рати во зависност од висината. Повторно ќе потенцирам, додека правните субјекти можат до 24 месечни рати во зависност од висината на долгот кој што го имаат. Така. Навистина мораме да некако признаеме и да констатираме дека има поволност за должниците. Електронското плаќање не е ништо ново, навистина добра можност. Како оди на платата? Видете, во ера на дигитализација, факт е дека живееме, се прилагодивме многу брзо кон сето тоа, нудиме низа дигитални поволности, услуги кои што се на нашата веб страна. Значи, корисниците можат покрај плаќањето, покрај добивањето на електронска фактура, покрај пријавувањето на состојба на водомер да понудени се повеќе услуги кои што ги нуди јавното предпријатие Водовод и канализација. Електронската наплата во моментов е на добро ниво, на високо ниво и би ги замолил граѓаните, корисниците на нашите услуги да мислиме за доброто, сепак да се грижиме за околината, за животот да ни стане поквалитетен, да ги користиме сите овие услуги, овие поволности кои што ги дава јавното предпријатие. Значи, покрај плаќањето на нашата веб страна, може електронски да се изврши плаќање и преку мобилните апликации за iOS и за Android кои што се достапни како апликации, таму е многу лесно и многу брзо плаќањето. Така, навистина една од поголемите поволности, затоа што не се троши многу време, брзо се наплатува. Нема оние Време, хартија, вработени, сето тоа треба да се земе од цел аспект да се разгледа. Ви благодарам за директното вклучување во утринската програма на Македонската телевизија. След гледаме во следна прилика. Ви благодарам и вам. Имајте пријатен ден. Благодарам.